се случува ли нешто во светот или се е застанато затоа што ние во Македонија имаме проблеми со евроинтеграциите? Па веројатно евроинтеграциите им ги потисна проблемите, се шегувам, се разбира. Се случуваат многу работи во светот, но во нашето соседство би почнал, не можам да не го прокоментирам тоа што сидно ќе се случи во кај нашиот сосед во Албанија, во Тирана, каде што повеќе стотици демонстранти протестира поради полициското убиство на еден од граѓаните на Тирана со име Клодијан Раза, кој наводно бил застрелан од полициски специјалец, бидејќи вечерта го прекршил оној полициски час и не застанал на повикот на полицајецот, туку продолжил да оди и полицискиот специјалец го застрелил. Вчера имаше протести поради тоа, веднаш откако дојде веста дека е брутално убиен еден цивил, еден невооружен граѓанин на Тирана. Многу повеќе стотици демонстранти се протестира пред Министерството за внатрешни работи, подоцна отидоа и пред албанската влада и се обидоа дури и да влезат во албанската влада насилно, се судрија со полицијата, дојде до судир помеѓу демонстрантите и полицијата и она атмосфера на фрлање тврди предмети, солзавец, пендреци, тие беа разбиени, но се остави едно прашање зошто полицискиот специјалец го застрелал невооружениот цивил, имено според изјава на сестрата на починатиот, односно застреланиот Клодијан Раса, тој наводно излегол да купи цигари. Ке подсетам, во Тирана нема полициски час, но има ограничено движење после 10 часот поради пандемијата на коронавирусот. Тој наводно отишол да купи цигари, бил повикан да запре, не запрал, веројатно не го слушнал полицајецот според изјавата на неговите најблиски и потоа бил веднаш брутално застрелан буквално на уличниот праг на неговата куќа. Тоа ги предизвика тензиите во Албанија пред се, бидејќи очигледно на луѓето полека им попушта и концентрацијата и трпението поради овие мерки со кои се соочуваме веќе 9 месеци, а веројатно и полицијата полека губи, би рекол, иако е тоа изолиран сега инцидент, сепак губи трпение, па го застрелала човекот кој воопшто не ни пружил отпор. Па прилично бизарен инцидент, морам да кажем, Андоновиќ. И прв би рекол, Сашо, затоа и го коментираме, бидејќи ова е прво ваков тип на инцидент, каде што доаѓа до брутално убиство на граѓанин од страна на полицајци, тоа полициски специјалец, кој веројатно немал никаков отпор, не бил пружен, едноставно не застанал, тој не бегал, според изјавата на неговите најблиски, туку продолжил да оди. Полицајецот веројатно лошо го протолкувал чинот или можеби го загубил трпението, но факт е едно, застрела на еден човек, големи протести имаше синоќа, се очекуваат протести и денеска, бидејќи очигледно на луѓето има помалку и веројатно го губат и трпението. Добро, да подсетиме на контекстот, меѓу другото, не е само епидемиолошката криза во Албанија, како и секаде во светот проблем. Таму исто така се доживеа со голема негативна емоција, да кажем, решението на Европската унија да не се отворат преговори и со Тирана, покрај со Македонија заради блокадата, ветото од Бугарија. Исто така, премиерот Еди Рама е заминат на купување вакцини во Вашингтон и оттаму почна да се подспева дека освен вакцини купува и патики, бидејќи го фатиле во некоја спортска продавница како купува патики, а одамна се жестоки протестите помеѓу опозицијата и власта. Кои што траат со години. Председател и премиерот. Јас имав прилика. Врие политички. Да, јас имав прилика пред минатата година, веројатно беше, веќе и не памтам, да бидам во Тирана за време на тие протести, дури и со тамошниот лидер на опозицијата Баша да поразговараме малку за тоа. Навистина се противречностите и конфронтациите многу големи. Дури поголеми од колку што се во Македонија, а тука знаеме дека се водат разни битки на таа тема. Дејане, би можеле да разговараме и за она што се случуваше во Брисел, но бидејќи е 8 часот и 58 минути, а мислам дека ништо ново нема да се случи во Брисел ни до утре во смисла на преговорите за Брексит, во смисла на европскиот буџет и така натаму. Мислам дека со колешка Татовска тоа утре убаво ќе го поминете разложно за да објавиме и објасниме во овој утрински брифинг што се случува со Европската унија. Благодарам за ова вклучување.